Последни вести денеска, добро вечер. Измените на кривичниот законник добија зелено светло во собранието. Поддршка дадоа и пратениците од СДСМ, иако претходно партискиот лидер го критикуваше законското решение. Против гласаше само пратеникот Ријад Шакири од Алијанса. Пратениците од Левица не присуствуваа за време на гласањето. Детали од Афродита Рамос. Со 76 гласа за и 1 против, собранието го донесе законот за изменување и дополнување на кривичниот законник, со што, меѓу другото, се модифицираат и казните за злоупотреба на службената положба и овластување, како и несовесно работење во службата. Според власта, новите законски решенија превенираат висока корупција, ја зајакнуваат надлежноста на ОЈОГОК и се во согласност со забелешките на Европската комисија. Додека пак, за опозицијата, новите одредби всушност ги намалуваат казните и амнестираат од одговорност. Со овој закон се исправува една сериозна неправда направена со измените на кривичниот законник од септември 2023 година, донесени од претходната власт, со која беа ублажени казните за корупција, беа избришани клучни одредби за злоупотреби во јавните набавки и беа создадени услови за застарување на предмети од висок профил на корупција. Пратеничката Јована Мојсовска од Левица законските измени ги нарече шминкерско решение наместо ригорозни санкции за криминал и корупција од високи функционери, додека лидерот на СДСМ Венко Филипче е на ставот дека со нив актуелни функционери би избегнале одговорност. Ова е уште еден обид да се прикаже нешто како реформски закон, поднесување на реформски закон, а на мала врата се дозволуваат амнестии на актуелни функционери. Со ваквото законско решение ние најпрво имаме најмалување на казните за делата кои се сторени од областа на злоупотребата на службена положба и должност, како и во делата при злоупотреба на јавни набавки. Се декриминализира де факто голем дел од делата при злоупотреба на јавни набавки. Според доставеното образложение во собранието, измените се направени согласно негативните забелешки на Европската комисија за борбата против корупцијата, како и решението на Уставниот суд да се ревидираат слабостите создадени од претходните измени од 2023-та, кои предизвикаа застарување на голем број предмети од областа на високата корупција и го намалија опсегот на действија вброени во злоупотреба на службената положба и несовесно работење во службата. Во новите законски измени се воведува и службено гонење на семејно насилство, како и ново кривично дело за заштита од родовото насилство. Освен тоа, се направи до усогласување со законите потребни за функционирање на Safe City. Во меѓувреме, целосно новиот кривичен законник се уште во подготовка во Министерството за правда и нема информации кога би бил финализиран. Од платформата за борба против корупција преку допис до председателката Силјановска бараат да не го подпишува указот на законот за изменување и дополнување на кривичниот законник. Оттаму велат дека наместо да обезбедат правна стабилизација во преодниот период до донесување на целосно нов КЗ, усвоените законски измени создавале дополнителна правна несигурност. Особено укажуваме дека со измените на кривичните дела за злоупотреба на службената положба и несовесно работење се предвидуваат пониски казни во однос на состојбата пред 2023, што директно влијае врз казнената политика и врз роковите за застарување на кривичното гонење, тешки облици на корупција и злоупотреба на јавната функција. Кај кривичното дело несовесно работење во службата се укинува јасната инкриминација на несовесно постапување на службени лица во органите на државната управа, што во пракса представуваше и клучна алатка за заштита на правата на граѓаните во управните постапки, се наведува во дописот до председателката Силјановска. Под слоганот "Протестираме за плата", синдикатите попладнево излегоа на протест низ скопските улици. Главното барање им е зголемување на минималецот на 600 евра и најмалку 100 евра на сите останати плати. Порачаа дека цените растат, а платите стагнираат и дека без достоинствени плати нема мотивирани работници. Од претениците побараат до крајот на неделата да предложат законски измени за зголемување на платите. Во спротивно најавуваат дека протестите ќе продолжат. Најавија дека во следниот период ќе следува и блокирање улици и институции, а не ја исклучуваат ниту можноста од генерален штрајк. Маршот, кој што почна пред зградата на ССМ, заврши пред владата.
Претходно, премиерот Мицкоски во телевизиско гостување посочи дека секој има право на протест и дека тој нема ништо против повисоки примања, но смета дека целта на синдикатите е политичка пресметка, а не повисоки плати за работниците. Од Организацијата на работодавачи пак со став дека зголемување на минималецот може да создаде сериозни проблеми за стопанството. Да седнат, да предложат како власт и како влада измени и дополнување на законот за минимална плата, согласно кој ќе се зголемат сите плати на работниците. Согласно кој ќе се зголеми минималната плата на 600 евра. Дојдете на улица со нас и живеете еден месец за 24.397 денари. Или 397 евра. Па кажете каква е борбата. И кажете дали добро се живее. Дојдовме по 600 евра минимална плата и дојдовме да раст на сите останати плати. Дојдовме да си го вратиме достоинството. Дојдовме да им кажеме дека тоа се наши пари, а не се нивни пари. Тоа се пари од наш труд, од наша пот, направени од наши раце. Да им порачам на овие позади, а и да им порачат на оние што се лепат на наши барања. Рацете настрана од работниците и рацете настрана од синдикатите. Од опозицијската СДСМ по протестот на синдикатите најавија дека ќе поднесат законски решенија за покачување на платите на работниците и замрзнување на платите на функционерите. Деталите за законското решение најавија дека ќе бидат образложени на пресконференција. Имајќи предвид тешката положба на работниците, намалениот животен стандард на граѓаните, како и изнесените барања на Сојузот на синдикатите, СДСМ ќе поднесе законски решенија во собранието за зголемување на минималната плата на 600 евра, за зголемување на платите за 100 евра во останатите сектори, како и законски решенија за замрзнување на платите на функционерите, се наведува во соопштението од СДСМ. Од ВМРО ДПМН пак посочија дека, како што го нарекуваат Сојузот, СДС, Левица и ССМ, само глумеле грижа за работниците и дека нивните намери се разоткриени. Така наречените борци за работнички права, или СДС и Левица, заедно со нивните синдикати, поточно Сојузот на синдикатите на Македонија, вечерва ја покажаа својата сила. На улица, каде што вечерва решија да ги бранат работничките права и да бараат повисоки плати, едва и собраа околу 1000 лица. Истите тие вечерва ги избраа улиците наместо да седнат и на маса да се договараат. Истите тие одбија 40% покачување на платите во рок од 2 години. ВМРО ДПМН е доследно и постојано се грижи за стандардот на живот на секој еден граѓанин, се наведува во соопштението од владеачката ВМРО ДПМН. Продолжуваат и протестите на транспортните работници, кои трет ден ги блокираат граничните премини низ државата. Ако нема решение наскоро, се најавува и запирање на меѓународниот автобуски превоз. Во меѓувреме, за проблемот се дискутира и на дипломатско ниво помеѓу амбасадорите на земјите од Западен Балкан и Европската Унија. Сања Трајковска Ставро. Проблемот со блокадите на превозниците кои преку протести бараат да не им се ограничува правото на престој во Шенген зоната на 90 од 180 динови веќе се дискутира на дипломатско ниво помеѓу амбасадори, брефираат за Канал 5 извори од МНР. Од таму велат дека по денешниот состанок помеѓу амбасадорите од Европската Унија и Западен Балкан за можно решение ќе дискутираат и министрите во текот на наредната недела. Во меѓувреме, камионите на македонските гранични премини трет ден не се поместуваат од место. На блокадите и денеска затекнавме и сопственици и возачи кои се децидни нема да отстапат од нивните барања. Од Асоциацијата на Сдруженија на превозници Макам Транс велат дека не очекуваат за 2 дена да има решение, но имаат надеж дека за кратко време Брисел ќе ја преиспита одлуката и ќе ја промени. Пораката е истата до ЕУ, односно до Брисел, да ги изземат возачите од правилото 90 дена во 180 дена или да изнајдат евентуално некоја друга солуција, да не бидеме дискриминирани, да можеме да работиме, да не ни влијае, односно да не ги затвориме фирмите.
едноставно ние ќе си ги префрлиме фирмите во Европска Унија, со тоа не добиваат ништо. Само губи економијата во Македонија. Загуби има и ќе има. Свесни сме за нив, велат превозниците, но секако тие ќе бидат многу поголеми доколку не се превземе нешто пред април, кога одлуката треба да стапи на сила. Поддршка имаат и од автобуските превозници, бидејќи ова ги тангира и нив. Па и тие најавија дека ако во наредниве денови нема решение, ќе го блокираат меѓународниот автобуски превоз. Блокадите на граничните премини во Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина се поттикнати од новиот електронски систем за влез и излез од Европската Унија. А според првичните проценки, дневните загуби на Западен Балкан се над 100 милиони евра. Толку во вечерниот преглед на вестите. Пријатно.